Нашиот проект Светското првенство во ракомет од друг агол еве продолжува. Успеавме да се сретнеме дури со еден од највидните луѓе во моментов во Македонија, кој што за жал никој не видовме, барем ние лично овде да земе интервју, а човекот е во моментов главен на ЕХФ, на судиската организација, господинот Драган Начевски, човек кој што е алфа и омега на целото светско првенство овде, задолжен за Барселона во однос на делегирањето на судиите. Па посебна чест ни е што еве ќе бидете наш гостин во целиот овој проект, во цел овој циклус емисии што ќе се прават за светското првенство. Еве еден мал кус опис на се во ова што се случуваше овде во Барселона. Гледаме дека имаше некои киксови организацијски, на друг план оние патување и пренос на репрезентациите, меѓутоа судењето и судиската организација е нешто сосем друго, вие сте најкомпетентен за тоа. Кажете ни што се случува на светското првенство во однос на судиската организација и она што нас не тангира, за што сте вие одговорен во тој дел? Па вака сега, значи добро кажавте, значи јас како претседател на судиска организација во Европска федерација, автоматски сум член на судиската организација, односно како член на судиска организација на светската, на меѓународната. Како таков тука сум значи задолжен во смисла на значи секој од членовите на судиска организација има да кажам едно одреден град каде што се задолжени значи за работа со судиите и за сето она што се случува во текот на првенството. Овдека сум заедно со исто така еден славен судија во минатото, Рамон Галего. Така да ние двајца сме тие кои што Гранолерс и Барселона ги држиме и ги да кажам ги обскрбуваме со суди и со сето она што на некој начин овие групи ги води тука на светското првенство. Значи до сега како што видовте, значи беше и нашата репрезентација дојде од Севиља, го одигра тој надпревар како што го одигра. Проблеми како што кажавте се случија заради некое невреме во Севиља кој што и ние само слушнавме за него. Меѓутоа сето тоа што се случуваше и како се случуваше и колку касно дојдоа, сепак мислам дека требаше да се остави срцето на терен и мислам дека Германија во овој момент не е онаа Германија која што би можела да кажам да игра некоја голема улога затоа што во суштина тој е млад тим. Јас од првиот ден да кажам во Гранолерс и сега во Барселона досега бев заедно со нив и бев верувајте бев навистина голема оптимиста дека Македонија може да ја помине Германија со оглед на тоа што од сите тие славни имиња што беа во Германија остана само еден Рогич кој што и не го сметам за некое славно име бидејќи е познат како еден прљав играч кој што во текот на надпреварите секогаш бил исклучуван и само со некои неубави работи бил. Меѓутоа ете тоа што се случи, изгубивме, за жал, а мислам дека имавме навистина сепак голема шанса со победа на Германија да одиме понатака и да стигнеме до полуфинале. Невремето во Севиља нема да го споменуваме, зборувавме многу за тоа бидејќи аплодиравме материјал веднаш. Еве ние успеавме како екипа, како проект кој што сака од друг агол да го доближи ова светско првенство на македонската јавност. Стигнавме са бајлето во 10 часот авионски, значи немаше авионски пречки на аеродромот во Севиља да се допатува. Организаторот имаше замислено со воз, со брз воз да патуваат сите, па наводно заради ветерот не можело да се тргне од железничката станица во Севиља, па ги однесоа до Кордова со автобус, значи имаше таму некои заврзлами кои што не беа добри, меѓутоа убаво велите за играта на нашата репрезентација. Срамота е да ги обвинуваме организаторите, срамота е да се осврнеме и да се наслониме на тоа, ете дека токму тоа патување наштетило. И јас ќе ве повторам, точно Германија е преслаба. Во сите мои коментари и коментарите на Дарко Панов кажувавме дека ако некогаш имаме шанса да одиме и да поминеме Германија, тоа е ова светско првенство. Меѓутоа кај нас работите не се како што треба од еден друг аспект. Можевме да приметиме како екипа што ги снимаше надпреварите дека нема никаква корелација и никаква хемија помеѓу играчите и селекторот. Значи еве субјективно, меѓутоа одговорно го тврдам ова. И после мечот се случи да во многу изјави нашите навивачи се огорчени на тоа што најпрво не се поздрави селекторот со никој од навивачите, а потоа и
најбезобзирно даде некои изјави кои што не држат вода, дека е задоволен и дека ете супер било Македонија што се пласираше во осми на финалето. Мислите ли вие дека оваа репрезентација и оваа генерација, што е вистинско богатство, составена од 100% македонци, може со друг кормилар, со човек кој што многу посериозно ќе ги раководи и ќе има авторитет над нив во Данска, ако се пласираме, да постигне многу повеќе? Јас го мислам тоа, ми интересира од вас како човек што целиот свој живот го посвети на ракометот. Па добро, значи се тоа што го кажавте многу во, да кажам, во Шпанија не бев многу во контакт со нашите, во смисла на тоа да знам што и како се случува и какви се односите во моментов во репрезентацијата. Меѓутоа јас исто така како и вие што велите, јас најодговорно тврдам дека оваа генерација на македонски играчи, на македонската репрезентација, крајниот дострел не смееше да биде овој. Значи, во моментов имаме една од најискусни репрезентации кои што со години веќе играат заедно. Она во Србија што се случи нормално со помош на нашите навивачи, меѓутоа без разлика што ги немавме овдека во толкав број, сметам дека квалитетот и искуството и играчите кои што играат во моментов во репрезентација мораше да биде многу подобро. Мислам дека пак ќе се вратам на таа Германија и дали на некој начин ја избравме или не, или така дојде за да одиграме со Германија, меѓутоа Германија, пратејќи ја јас лично, значи од првиот момент до утакмицата со нас, значи Германија одигра еден единствен надпревар против Франција и ништо повеќе. И тоа се млади играчи кои што тек треба да доаѓаат, можеби за година 2-3 таа Германија ќе биде можеби и силен тим, меѓутоа во моментов Германија не смееше да ни биде никаков проблем за да можеме да ги поминеме. Сето она што се случило во Севиља, чекањето и сето тоа е веќе работа на организаторот и слабост можеби на организацијата на ова светско првенство, меѓутоа никако во ниеден момент не би ги оправдал дека затоа што Исланд после сат време играше со нас, исто да кажам патуваа со нас и игра една изузетен надпревар одигра, борејќи се до крај, се намачи Франција многу, буквално во последните секунди да добие, иако мислам ние го направивме онака како што знаеме и велиме дека играме за таа наша мала Македонија, дека сепак требаше нашата репрезентација да биде победник и сега да игра во четвртфинал. Токму тоа ми е наредното прашање. Токму на мечот Франција-Исланд судеше насата судиска двојка. Бевме во салата, има одлично судење. Кажете ни, нашите суди на ова светско првенство досега од судија 2 или 3 меча. Колку што, еве, јас пратам, можеби сум грешка. Очекуваме македонците да судат некои од големите мечеви, полуфинали или финали. Има ли таква можност? Па, видете сега, значи четвртфиналето се исто многу големи мечеви. Во смисла на она кој како ги игра, ако ја пратите и знаете кој се во четвртфинале, така да веќе очекувам во утрешниот ден да судат едно од тие четвртфинални надпревари. А понатака ќе видиме, меѓутоа, за ваша информација, значи од сите овие 16 пара кои што беа, веќе 6 се отидени и уште 2 си одат, значи остануваат 8 пара. Во тие 8 пара се судиската двојка Начевски и Николов и со самото тоа што веќе утре ќе бидат делегирани на еден од надпреварите, сметам дека веќе тие го покажуваат својот квалитет со учество на едно светско, на едно европско, на Олимпијада, еве на второ светско, така да сметам дека малку треба повеќе да се почитуваме во нашата држава и да кажеме дека луѓе кои што навистина прават и за афирмација за македонската држава, дека треба барем ако ништо друго да се споменат и да кажат дека тие луѓе навистина нешто работат за таа држава, а преку спортот мислам дека единствено каде што можеме да се афирмираме и да кажеме дека таа Македонија е Македонија. Јас можам да ви кажам дека бев еден од иницијаторите, иако можеби слушнавте на надпреварот со Германија, дека само во Шпанија во Гранолерс и во Барселона Македонија беше Македонија, а не Фиро Македонија. Така да и јас како еден од, да кажам сега, врвните и водечките луѓе во ИХФ бев представуван и сум представуван се уште како Македонија и тоа со К, Македонија. Бевме сведоци и на самиот автобус пишуваше само Македонија, сето тоа е снимено и веќе пратено во етерот. Значи и тоа е еден одличен потек кој што го успеавте да го издействувате. Фиро Македонија само пишуваше официјално, инаку дури и самите коментатори во салата, самите водители не изговараа како Македонија. И тоа остава еден убав печаток и убаво чувство. Тоа беше Драган Начевски, ексклузивно од Барселона.
ќе седнеме да каснеме. Не чекат образ. Ние сме одма до Новкам, левте турата? А?